Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Заврши утврдувањето на штетите во општина Чешиново Облешево од поплавите во источниот регион. Вредноста на оштетувањата дополнително ќе се проценува, а заклучок на општинската комисија е дека покрај земјоделското земјиште најпогодени се инфраструктурните објекти. Општина Чешиново Облешево дефинитивно претрпела најголеми штети од општините во источниот регион што беа зафатени од поплавите. Такви се заклучоците од увидот што го направила Комисијата за утврдување и проценка на штети, која излезе со информација за регистрираните оштетувања. Забележано е дека најголеми последици од наведената вода има кај земјоделското земјиште, засејано со есенски житни култури, како и кај оризовите ниви во кои има натоложување на песок и чакал, но не се одминати и повеќе инфраструктурни објекти. При тоа 100% се уништени и однесени Боров мост, мостот кај водоводот во село Кучичино и уште еден помал мост на Кочанска река во близина на игралиштето кај Чифлик, кои служеле за пристап до земјоделските површини. Оштетување во должина од околу 200 метри има на дел од асфалтната површина на локалниот пат Облешево-Теранци, а прекопани и надвор од функција се повеќе други полски патишта од населените места до земјоделските површини. Регистрирано е и мало оштетување на мостовите на Брегалница кај селото Кучичино и на Злетовска река кај селото Жиганци. Прекинат е од водниот канал кај село Бања, при што ги поплавува околните ниви. За сега нема проценка на вредноста на штетите што ги предизвикаа поплавите во општина Чешиново Облешево, но комисијата забележала и други оштетувања на инфраструктурни објекти што ги предизвикала надојдената вода. Поради тоа, во извештајот таа дала и предлог кои се приоритетните места каде што треба да се интервенира во најбрз рок. Тие се однесуваат на способување на полските патишта за пристап до земјоделските површини, како и на поправка и санација на трите помали мостови што овозможуваат пристап до нивите. Решавање на повеќе инфраструктурни и комунални прашања се главните точки на кои општина Кочани ќе се сконцентрира во текот на оваа година. Градоначалникот Димитровски на пресконференција ги представи поважните проекти со чија реализација треба да се подобрат условите за живење на граѓаните. Асфалтирањето на 10 улици во Кочани и реализацијата на проектот за изградба на колектор и пречистителна станица за отпадни води се клучните проекти што оваа година ќе ги реализира општината. Ова на пресконференција го соопшти градоначалникот Димитровски, осврнувајќи се подетално на двата проекти, за кои рече дека се од големо значење за сите граѓани. Според него, асфалтирањето на улиците ќе се реализира со поволен заем од Светска банка во висина од 61,5 милион денари, со рок за враќање на парите од 10 години, со 3 години грејс период и 1,5% годишна камата. Со средствата ќе се асфалтираат улици во вкупна должина од 3,9 км и тоа десниот и левиот крак на улицата Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, Македонска, Разловечко востание и 15-та македонски корпус, Пиринска, улицата 554 во Прокрка и Јанка Стоименова во Оризари. Димитровски рече дека во наредниот период ќе биде објавен огласот за јавна набавка, по кој ќе следува изборот на изведувач и реализацијата, чиј рок е 9 месеци. Изградбата на колекторот и пречистителната станица за отпадни води на пресконференцијата беше оценета како значаен проект, затоа што тоа досега била најголемата донација што Швајцарија ја реализира во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Планирано е поставување на главен колектор кој ќе поаѓа од селото Оризари и ќе го следи течението на Кочанска река во должина од 12 до 13 км. Овој колектор треба да ги совира отпадните води од сегашните 9 испусти од Оризари до Долни Подлог, кои треба да се надоградат, да бидат затворени канали и да бидат по стандардите комплетно завршени. Отпадните води од овој затворен систем ќе минуваат низ пречистителна станица, која ќе се гради на најниската гравитацијска точка на вливот на масалница во реката Брегалница. Според Димитровски, пречистителната станица ќе биде опремена со најсовремена технологија, со мала површина и минимални трошоци за експлоатација и одржување. Со неа ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и околните рамничарски села, со капацитет од 58.000 еквивалент жители. С големен број интервенции на отворен простор има територијалната противпожарна единица од Кочани во изминатите неколку дена.
Најчесто се гаси оган на земјоделско и друго земјиште на кое несовесни граѓани палат трска и остатоци од страништа во нивите. По десетина интервенции дневно имаат кочанските пожарникари во изминатите 3 дена, откако земјоделците започнаа да ги палат трските и остатоците од ожнејаните жита во нивите. Гасењето на огнот е отежнато поради непристапноста на теренот, а дополнителен проблем создава и ветерот, кој неконтролирано го проширува просторот што гори. За сега нема поголема материјална штета, но поради близината на помошни земјоделски и други објекти, противпожарните екипи се принудени да останат на терен и покрај локализирањето на пожарите. Една од интервенциите се случи попладнето во близина на производствените хали на поранешен атом. Територијалната противпожарна единица во 14 часот и 15 минути доби дојава за пожар настанат под турските гробишта. Значи, еден апел до граѓаните на општина Кочани да не се палат нивите, пошто веќе последниве 2 дена нон-стоп територијалната противпожарна единица интервенира на, така кажано, на истите места. Пожарникарите и лично им укажуваат на земјоделците за опасностите што можат да ги предизвикаат со неконтролираното палење на страништата и трските во нивите. Истовремено ги предупредуваат дека казните за сторителите што ќе бидат забележани се високи и изнесуваат од 1500 до 3000 евра. Појавата на палење на земјоделското земјиште се повторува секоја сезона пред почетокот на пролетните подготовки за сеидба, а во изминатите години имаше и случаи кога од неконтролираното ширење на пожарите изгореа неколку лозија и овоштарници. Фондот за здравство дозволува 16, а потреба од исправање на забите со протеза имаат двојно повеќе деца на ниво на Кочани и општините што ги покриваат ортодонтите во Кочанската болница. Лекарите побарале покачување на бројот на протези на товар на фондот, но засега оттаму остануваат глуви на нивните барања. Фондот за здравство го ограничува бројот на протези што се на товар на фондот. Наполовина е од онаа реална бројка на деца кои имаат потреба од протеза. Дозволени се само 16 бесплатни протези месечно, а потребата е двојно поголема. И се сега соочуваме со еден голем проблем. Ние не обслужуваме само наши деца на територија на Кочани и Кочанско, него сме достапни со мој термин и на подрачјето од Каменица, Виница, Пробиштип. И тука се направува еден голем хаос. Хаос не, него бројката на протезите е многу мала за ова поднебие кое што ние го покриваме како ортодонти. Можете да замислите колкава е разликата од 16 до 25 и до 30 протези месечно. Зборувам за месечно. Значи, бројката е многу помала од потребите кои што ги има децата во моментот на ниво на Кочани и Кочанско. Ортодонтите апелирале до фондот, но оттаму засега не го решаваат проблемот и не го зголемуваат бројот на протези на товар на фондот. Апелирав јас до нашиот фонд, до Фондот за здравствено осигурување, дека таа бројка кај мене во мојата ординација е мала и не случајно првиот термин сега што е слободен кај мене е во мај месец. Мислам дека е релативно долг период за чекање во мај месец, се ствара револт кај родитело. Апелирав, меѓутоа се уште немам некои позитивни знаци дека бројката ќе се зголеми за бројот на ортодонските протезички кои се на терет на фондот. Последните години бројот на деца со аномалии на забите двојно е зголемен. Ортодонтите причината ја бараат во лошите навики во исхраната и генетската предиспозиција. Децата наследуваат мали вилици од мајката и крупни заби од таткото, додава доктор Николова. Но ако навреме се реагира и ако им биде дозволено тоа дете да користи протеза на товар на фондот, тогаш значително би се намалил бројот на деца со аномалии на забите. Пубертет и адолесценција е темата на предавањето кое што се одража во Основното училиште Раде Кратовче. Предавач беше доктор Фозио Руков, а активноста е дел од проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Родителите на учениците во улога на предавачи и Основното училиште Раде Кратовче со активности го реализираше проектот од Министерството за образование и наука Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Целта на проектот и на предавањата е вклучување на родителите во улога на предавачи на разни теми кои се однесуваат и се соодветни на возраста на учениците и сите ќе им користат во понатамошниот живот.
Доктор Фозио Руков, специјалист гинеколог, им одржа предавање на учениците од 7 оделение од Основното училиште Раде Кратовче. Овде сум на покана од директорот на училиштето Раде Кратовче и ќе имаме денеска предавање за пубертетот и адолесценцијата кај учениците од 7 оделение. Подобро е децата да бидат запознаени што ги очекува и да не бидат изненадени од некои работи што ќе се случуваат во тој пубертет и адолесценција. Вакви едукации кога родителите им предаваат на учениците како дел од проектот се организираат и во останатите училишта во Кочани. Неодамна предавање за заштита од бактериски и вирусни заболувања и превенција одржа доктор Благица Ѓурковиќ во Основното училиште Свети Кирил и Методий. Учениците со задоволство ги прифаќаат предавањата и со внимание ги слушаат лекарите. Во постапка на формирање се 2 нови клубови на пензионерите во општина Виница. Станува збор за селата Лески и Пеклани. Од Сдруженијето на пензионери се задоволни од начинот на кој функционираат постоечките клубови. На подрачјето на општина Виница функционираат неколку ограноци на Сдруженијето на пензионери, кои имаат своји пензионерски клубови. Освен главниот клуб што е лоциран во централното градско подрачје на Виница, активно работат и клубовите во селата Блатец, Градец, Истибање и Трсино, а во процес на формирање се клубови во селата Јакимово и Пеклани. Работат добро клубовите, многу добро работат. Фали ни Јакимово и Пеклани, меѓутоа има услови да се и тоа направи и да се луѓето рекреират, да се дружат, да се соберат. Просторот каде работат пензионерските клубови е претежно во приватна собственост, а истите функционираат по принцип на компензација. Имаме договор со нив наместо кирија, даеме дрва, даеме и средства за одржавање на хигиена и така натаму, така да имаме добра разбирачка и со газница на тие клубови и добро функционира. Од Виничкото сдружение на пензионерите соработката со локалната самоуправа ја оценуваат позитивно, но сметаат дека може да биде уште подобра. Маскирањето, палењето огнови и гатањето за празникот Прочка се во целосна спротивност со канонот на христијанството и типикот на православната црква. Прочка е празник на простувањето и очистувањето на гревовите. Луѓето да не си креираат своји правила на постење и духовно живење, порачуваат свештениците. Карневалите кои последните години станаа голема туристичка атракција, како и палењето огнови и гатањето по повод празникот Прочка, воопшто не се во согласност со канонот на православната вера. Со маскирање и со палење огнови и со гатање нема да бидат опростени гревовите. Напротив, истото се коси со типикот на православната црква, предупредуваат свештениците. Прочка или Велики поклади е ден на православното христијанство, на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Прочка секогаш е 7 недели пред Великден и е празник на искрената и пожртвувана љубов кон ближните. Инаку, тековната недела пред Прочка се нарекува сирна, кога не се јаде месо, туку дозволено е само млечни продукти. Прочка во семејството се одбележува со богат ручак. Денот по Прочка е чист понеделник, кога почнува големиот Великденски пост. И тука има христијанско правило. Типикот на православната црква вели дека великденските пости се постат од понеделник до петок без масло. Употребата на масло е дозволена само во сабота и недела. Риба е дозволена само на празниците, цветници и благовештение. Освен телесниот, треба поголемо внимание да се посвети на духовниот пост, потенцираат свештениците. На денот Прочка во недела во Кочанската црква ќе се услужи света божествена литургија, каде што свештениците ќе побараат прошка од верниците. Сите кои ќе постат првата недела може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи света божествена литургија, но само под благослов на духовник. И пред спортот една занимливост. Виничките ученици се меѓу стотината деца од повеќе основни училишта заедно со учениците од Прилеп, Куманово, Скопје и Тетово, кои учествуваат во изградбата на фигурите од снег во рамките на манифестацијата Снежен град, што оваа година под името Снежна бајка за прв пат се одржува на Попова шапка. Организатор на активноста е Детскиот културен центар Карпош од Скопје.
До сега снежниот град се одржуваше во детското одмаралиште Бунец на Маврово, но од годинава е решено Попова шапка да биде домаќин на манифестацијата. Следува спортската информација. Зад слога 1934 застанаа нови стабилни спонзори. Екипата доби целосно нова спортска опрема, а ќе има можност да ја промовира веќе викендов на турнир во Апатин. Слога 1934 заминува на турнир во градот Апатин. Гостувањето во соседна Србија е шанса за проверка на формата пресред на продолжението од сезоната, но и добра можност да се види како бројните засилувања во зимскиот преводен рок се вкомпонирале во екипата. Ние со Апатин сме збративени општини и тие ни беа на гости пред едно 5-6 месеци. Сега имаме повратна средба во Апатин, значи ќе одиграме. Беа во предвид 2 надпревари, меѓутоа еден надпревар ќе одиграваме, пошто на нив првенството почнува порано и така, значи, утрем сабајам патуваме за Апатин, рано, значи, во петок вечер, утрем вечер стигнуваме, сабота е утакмицата и во недела ќе имаме тренинг и после тоа во недела вечер се враќаме. Слога 1934 доби 3 нови значајни спонзори. Од нив клубот доби и нова целосна спортска опрема. Во овој прелазен рок ние ангажиравме повеќе играчи, тоа се Љубе Коцевски, Андреј Коцевски и Трајче Ѓоргиев од Осогово, потоа Давор Ѓоргиев, Војче Илиев од Зрновка, повратникот Филип Велковски и Стефанов Мартин. Значи тоа се 7 појачувања кои во овој, значи во оваа полусезона се надеваме и со другите играчи кои што сите ни останаа во клубот. Значи се надеваме на еден опстанок, бидејќи оваа година, како што самите знаете, дека ќе се бориме за тој опстанок во лигата. Завршени ли сите формалности околу трансферот на играчите од Осогово? Да. И покрај сите полемики што ги имаат во ФК Осогово, не знам кои се тие полемики, значи ние го имаме завршено се тоа, тие веќе имат поминато во комет системот, веќе се играчи на слога можат да отворат слободно да видат дека се играчи на слога. Слога 1934 во продолжението од сезоната има високи амбиции. Откако со консолидацијата ќе го обезбеди опстанокот оваа сезона, следната екипата од Виница ќе атакува на врвот од табелата. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете со нашата програма. Довидување.